Јас имам обврска да предложам кандидат или кандидатка за гувернер. Што има тамо? Јас го добив писмото од собранието на 16 април. Има 1 месец само. Тоа е кусо време. Значи јас треба да предложам. Во се разбира, неколку кандидати има и сите имаме некого кого преферираме, особено јас. Но јас морам да внимавам на следново, тоа за граѓаните. Да не дојде до тоа да не биде избран кандидат. Јас немам мои пратеници. Па да речам дека мојот предлог е овој и тој ќе помине. Значи, има тамо во статутот, во деловникот, член 74, кој што вели дека 10 дена пред настанот треба, значи, материјали, информација до пратениците, но може и подоцна, може и на самата седница. Да објаснам. Бидејќи не сме постигнале уште консензус, нас ни останува седница има закажано за вторник. Значи, има можност ставот 2 вели 1 ден порано. Јас, бидејќи во итни случај може да се стави на седница, јас тоа ќе го побарам. Не премиерот, председателот на собранието, секретарката го ја информираат и владата и мене. Тоа што го кажал премиерот, веројатно е што ќе се случува дека има можност, ама да кажете вие дека јас сум ја изгубила гордоста затоа што премиерот ме субституирал па закажувал во моје име. Не, јас се уште не сум поднела предлог. Ќе го поднесам во понеделник наутро.